Споредба на цените на лебот, млекото, маслото за јадење и јајцата, за да се знае дали и колку поскапеле основните прехранбени производи. Премиерот Мицкоски вели дека го задолжил Министерството за економија и труд да изработи анализа за владата да ги планира следните чекори за заштита на животниот стандард на граѓаните. Резултатите ќе бидат познати по празниците. Во пресрет на Великден државниот пазарен инспекторат ги зајакна контролите на терен. Мицкоски вели дека со намалувањето на ДДВ и акцизите на горивата се неутрализирал ценовниот удар и дека Македонија има меѓу најниските стапки на месечно ниво на инфлација од 0,7%. Подобро од нас стојат само Словенија, Словачка, Естонија и Белгија. Имало држави со многу послаби резултати и месечна инфлација и од 2,5%. Да во периодот направи компаративна анализа помеѓу цените на основните прехранбени производи на почетокот на февруари и почетокот на април оваа година. Инфлацијата е 0,7% и е пета најниска во Европа позади Белгија, Естонија, Словенија и Словачка. Со сиот ризик дека повторно од одредени структури ќе бидам нападнат, но тоа се факти, тоа се бројките. Цената на нафтата е намалена на референтната берза за формирање на цените во Македонија за $20 по барел. Сепак премиерот наведува дека таа е се уште висока, односно $97 за барел, но драстична пониска од пикот од $120. Мицкоски е задоволен од ситуацијата на нафтениот пазар во Македонија и покрај зголемената потрошувачка на горива во пограничните региони и снабдувањето со керозин од страна на околните аеродроми. Засега тој смета дека не се потребни мерки за ограничување на набавките. Ние имаме доволни количини на дизел горива и на останати нафта и нафтени производи. И во цевководот кој што го пуштивме на почетокот на годината, кој што ја поврзува рафинерија Окта со Солунското пристаниште, но и во државните резерви. Немаме до сега најава за било какви попречувања во делот на снабдувањето, не планираме да воведеме ограничувања. Кризата е далеку од готова. Ако конфликтот заврши утре, последиците ќе бидат подолгорочни, предупредува премиерот. Ако пред нападот на Иран низ Ормудскиот теснец поминувале од 50 до 100 танкери, денеска по примирието нивниот број е едва 10. Дополнително, многу рафинерии и други производствени капацитети се уништени или пак ќе треба долг период на обнова. Токму затоа економиите се подготвуваат да издржат поголем финансиски товар.